Во продолжение на 6-тиот ден, една летна тема, ќе зборуваме за коктелите, како и за тоа како се станува коктел мајстор или добар бармен. Имаме убав повод за тоа. Пред само некој ден заврши 6-тото државно првенство кај нас, на бармени се разбира, а денеска друштво во студиото ми прават Филип Арнаудов, подпредседател на Сдруженијето на бармени во Македонија, Дарко Ангелевски председател и се разбира Ванчо Стојанов, најдобриот бармен за 2013 во категоријата класична подготовка на коктели. Добар ден за сите. Ќе почнеме од она што се случи последно. Значи, 6-тото државно првенство на бармени тука кај нас заврши пред само некој ден, па ајде да ги споделиме импресиите, колку вие, нели, како главни организатори сте задоволни од тоа колкав интерес се покажува воопшто за оваа професија тука кај нас. Ќе почнем јас прв. Да, 6-то државно првенство и искрено ви кажам, и мене многу брзо некако ми дојде 6-то државно првенство, мислам кога беше прво, тогава стана 6-то. Оваа година имаше 15 пријавени бармени. Со тоа што она што ми се допадна оваа година, нивото на бармените беше на многу високо ниво неголи на минатите години. Тоа значи дека работат, се подготвуваат сериозно за државното првенство, бидејќи нели тој настане само еднашка во годината. И она што мене ме радува дефинитивно им значи одењето на светско првенство. Дружење со нивни колеги од различни држави. Тоа им е најголемиот предизвик и мотив веројатно да учествуваат и да се покажат најдобро што. Апсолутно. Еден многу убав настан да отидеш нели на светско првенство, да се дружиш со најдобрите бармени, да отседнеш 7 до 10 дена во 5 звезди хотел и да буквално да бидеш рамо до рамо со најдобрите во светот. Ванчо, честитки нели за наградата за првото освоено место во категоријата класична подготовка. Прво ќе ни појасните што подразбира класично подготвување на коктели? Значи, класична подготовка на коктели се подразбира самото умешност на барменот да подготви еден коктел. Значи, точно треба да исипе точно центилитри колку има напишано во коктелот, по самата рецептура, точно да го изведе без грешки и значи ги нема тие акробатски движења, значи точно професионално како под конец што биде. Победничкиот коктел го нарековте something special или во буквален превод, нели нешто посебно, имаше некоја посебна состојка во победничкиот вкус, со која што верувам се обидовте да го фасцинирате жирито или? Зошто го нарековте воопшто таков коктел? Па секој еден коктел створен од секој бармен е нешто посебно. Значи, кога правиш коктел за напред, кога се подготвуваш, значи го правиш тоа да изгледа нешто посебно, да биде посебно, за да дојдеш до победа, да се извршиш на сите ти. И така досега го немав употребен овој и ми текнува посебно од мен да го наречам нешто посебно. Да го вклучиме и Филип во разговорот. Коктелот на Ванчо беше наречен something special. Вториот коктел, ако не се лажам, го носеше името на Шарлиз Терон, тоа е една позната холивудска актерка. Што е со имињата на коктелите? Дали коктел мајсторите или бармените имаат тотална слобода кога е во прашање името на коктелот и колку истото име треба да ја прикажува приказната на самиот вкус, претпоставувам, која што ја има еден коктел? Па така, значи името на коктелите има многу голема улога нели во самата популарност на коктелите. Значи некој од најпопуларните коктели, да кажеме, ќе го земеме Sex on the Beach, токму заради неговото име ја има таа популарност. Истото се случува и со другите коктели. Доколку сакате да го промовирате коктелот, значи мора да биде атрактивен и за ушите, така? Нели, го гледаме, го пробуваме, знаеме каков вкус има, али самото име некојаш атрактивно за нели за популаризација на коктелите, така да и бармените, освен што се креативни нели во креација на коктелот, треба да бидат креативни и во самото име, нели како ќе го наречат нивниот коктел. А што се однесува на жирито како нели луѓе кои што го одбираат најдобриот коктел, на што се обрнува најмногу внимание или бармените на што треба најмногу да обрнат внимание? Дали само на вкусот, на изгледот, декорацијата, на што се останато? Значи вака, бармените во класична или подготовка на коктели се оценуваат во две категории. Тоест имаат техничко жири, кој што нели оценува техниката, како го спремаат коктелот, начинот на кој што го спремаат коктелот, че тоа што го кажа Ванчо,
дали идат по некои постапки или можеби грешат, за сето тоа да го добиваат нели негативни поени, да го повторат тоа и ги оценува жири за тестинг. Значи, они се изолирани, немаат никаква допирна точка нели со бармените, кај коктелите доаѓаат само како бројче. Чашата има бројче, они го оценуваат тоа бројче на коктел. Каде што оценуваат изглед на коктелот, арома, нели, како мирише коктелот и вкус на коктелот. Сите тие оценки заедно нели го даваат најдобриот коктел и бармен или за година. Ванчо, тоа што победивте нели во категоријата класична подготовка ќе ве однесе или ќе ве возможи да бидете дел од светското првенство кое што ќе се случува во Прага од ова лето, поточно од 16 до 22 август. Како гледате на тоа светско првенство? Дали воопшто првпат ќе учествувате и дали овој период од неколку месеци ќе ви биде период на интензивни подготовки? Со што ќе се представите таму? Значи, таму ќе се представиме со истиот коктел или нешто друго ќе се прави? Со друг коктел, затоа што спонзорот не е друг коктел, значи него треба да го представиме. Да, ова ме прво представување надвор од Македонија, значи на светско ниво и значи мислам дека тоа е сонот на секој еден бармен, значи да си ги одмере силите со најдобрите во цел свет, не само во Македонија. Значи овој период што следува да ќе биде интензивен, ќе има, мислам дека во технички подготовка сме доста добри, меѓутоа ќе мора да направиме уште многу проби за да го достигнеме она перфектно да биде, да не имате време да не речем неколку месеци пред вас? Па јас според мен и Филип немаме многу време. Зошто така, Дарко? Искрено, по оваа година на светското првенство се порано во август, обично во октомври. Верувате ми, иако е класично подготвување коктели. Каква е конкуренцијата или? Да, 64 држави се. Тоа е една работа. Второ, верувате ми, сите напорно работат, буквално. Имате струженија кои постојат многу години, имате држави кои имаат огромна коктел култура покрај себе. Така да подготовките се, верувате ми, многу сериозни. Можеби вака, можеби коктел изгледа доста атрактивно, да се седне во бар, да се ужива, али кога станува збор да натпред, верувате ми, судиите се исто многу поригорозни, оценуваат многу строго и треба се подготви барменот на стварно на многу високо ниво. Кога се спомна Ванчо, оваа година, значи коктелот се уште не е направен. За неколку дена ќе биде готов. Дали во однос на коктелот ќе учествуваат повеќе умови или ќе му дадете целосна слобода на Ванчо? Како се подготувајте да речам оној победнички за нас коктел кој што ќе ја представува земјата на некое светско првенство? Значи рецептурата е подготвена јас и Филип. Бидејќи ние имаме поголемо искуство, поголемо искуство и секоја година ги посетуваме светските првенства, и знаеме што точно бараат судиите. Ние сега не подготвуваме коктел за публиката, него буквално да го освоите жирито. Да, буквално, бидејќи оваа година сме во категорија фенси, како што беше нашиот надпревар, убава, атрактивна категорија, тоа е одлично и искрено да ви кажам, добар спонзор и групата ни е доста добра. Има многу големи шанси да го повториме успехот од 2013 година, кој што беше 11, каде што сме во After Dinner категорија трети. Така да, затоа мислам дека ни треба уште малце време, али ќе се подготвиме, се надевам дека ќе се видиме и после тоа светско првенство и ќе нема да разочараме и оваа година. С оглед на вашето заедничко искуство кое што го имате, сами споменавте дека сте биле на низа надпревари од светски калибар, вистина ли во тоа дека барменството е една од најбараните и можеби најплатените професии во светски рамки и како се станува добар бармен? А Ванчо ќе го прашаме дали има тенденција да излезе од Македонија и да работи бармен некаде надвор? Вака, одлично ви прашањето. Бидејќи самата глобализација, брзиот начин на живот, сите нас не го менува текот на живењето, така да многу често одиме во ресторан да јадеме или посетуваме барови. Јас мислам дека не постои човек кој не посетува барем неколку пати во неделата угостителски објект, независно каква потреба има. Така да има потреба секогаш од персонал.
знаете дека се отвараат нели нови пазари, тоа беше Дубај, па сега нели Азија и така натака, така да постојано има потреба од нова работна сила, постојано. Тоа е една работа. Второ, ако барменот стварно се посвети на професијата сериозно, може многу добро да заработи. Чи веруете ми, и во Македонија има неколку бармени кои веруете ми земаат многу висока плата. Да, земаат. Веруете ми дека го достигнаа нивото, преку едукација, преку надпревари вложуваат, веројатно ми си вложуваат доста од заработувачките вложуваат во едукација. Преку самото здружение се возможуваат надпревари. Оваа година имавме еден семинар на малку повисоко ниво, за да и они до следната година бидат уште подобри. Така да, исто како и сите професии во свет, така и ова постојано се надоградува, да, или да се напредува. Ванче, имате тенденција да излезете надвор од Македонија? Она што знаете да го покажете, односно да го види светот? Да го види светот, ќе го покажам оваа година во Прага. Значи, најбитно за работење надвор од Македонија веќе сум бил неколку пати. Сега ќе се осрам тука. Значи, сега во прв ред е да представим Македонија и нашите здружени, ако сме мала држава, да покажем дека заедно многу на светот, значи тоа е најбитно. Ги погледнавме инсертите од она што се случуваше нели на државното првенство. Некако многу мажи собрани на едно место. Се доживували, Филип, оваа професија како генерално машка професија? Што е со жените? Дали се тие заинтересирани и дали во светски рамки има жени бармени? Да, значи иако кај нас нели има некои предрасли дека само мажите може да работат во гостителски објекти. Мислам дека многу добро би изгледало на жена да ве пушти. Многу побаво, да, во секој случај, значи барменките или жените бармени се многу попедантни, многу подобро изгледаат позади бар и многу се чести случаите да работат, нели, и тоа не да работат само нели како некој part-time job, него работат како вистинска професија, значи со живот го поминуваат позади бар. Тоа што не радува нас дека е после неколку години повторно имаме девојка која што се надпреваруваше нели на државното првенство. Беше само една, али сепак нели многу храбро од нејзина страна и многу добро се покажа, влезе во финале, иако е сам прв надпревар. Така да верувам дека и понатака ќе има девојки кои што ќе сакаат нели и да излезат на надпревар, и да работат позади бар, затоа што сепак не е некоја тешка физичка работа, иако нели малце самото гостителство нели па и професијата бармен кај нас малце ја подценуваат. Сепак ќе кажам нели еден изводок од најпознатиот филм за коктели, тој Коктел, каде што вика дека бармените се аристократи во работничката класа, така да сепак е привилегија да се работи како бармен и уживање, затоа што секој ден ви е различен, секој ден ви е ново доживување, доста креативна работа и верувате, кога ќе се заразите со таа болест, цел живот трае. Добро, ќе мора да финишираме и ќе финишираме со ваш предлог за коктел ова лето. Ако не се лажам, минатото лето некако мохитото во сите своји варијанти беше полн погодок и сега што ќе се пие ова лето и може да препорачаме некој коктел кој што луѓето во домашни услови би можеле така на брзинка да си го подготват чисто за освежување. Мој предлог коктел кој коктел кој не е многу на алкохол и бидејќи малку нели кај нас стана ригорозно да се пие под нели да се вози да се пие. Јас мислам дека ова лето кај нас дефинитивно ќе биде најпиен микс или мешавина Аперол Спритз, дефинитивно одлична комбинација на битер со добро просекано италијанско пени парче портогал и многу мраз, нема голем процент на алкохол, али одличен вкус. Мислам дека тоа ќе биде нешто најпопуларно, бидејќи така некако доваѓаат трендовите, она што го гледам во околина. Тоа мислам дека според мене ќе биде, се не знам според Филип што би било онака или според Ванчо. Ајде ти нека дадат предлог за во домашни услови, нешто на брзинка што ни се наоѓа по дома, што да ставиме за да направиме добар коктел, добра пијачка. За во домашни услови, значи, како база може да се искористи водка, джин, рум, неколку, значи, црни сокови, кај нас во пазарот, значи, секој време може да се најде портокал, лимон, грефот, ананас, значи, и додадам само неколку капки од некој сироп, гренадин или за да добие на вкус и на боја, значи, мислам дека би било одлично.
уште на Филип да му дадеме? Па добро, јас значи ви се надоврвал за некои поедноставни варијанти, значи Куба Либре или рум со Кока-кола и можам да предложам вотките со вкус, значи тоа се водки кои што имаат некој вкус онака ароматизирани со некои едноставни миксови, значи типот на овошна лимонада или било кој сок, значи малку твист на обична како што нарекуваат нели кај насечена водка, сум дека ќе биде доста едноставно, доста интересно за било која прилика или забава. Момци, ви благодарам за одвоеното време, за вашето гостување во емисијата денеска. Успех во Прага и се надевам дека со награда ќе ни се вратите од таму, па повторно да се видиме тука. Ви ветувам. Да? Да. А јас ви верувам. Да, и ви благодариме што ни одвоивте време да ја начин да покажеме нашата вештина и нашата професија. Ви благодарам. Шестиот ден продолжува понатаму. Неодамна беа доделени признанијата за 5 нови партнери и идни соработници на Македонски Телеком. Станува збор за конкурсот Партнер за иновации. Погледнете од прилогот за што ви зборувам и останете на Телма се до 18 часот. Следни се Анита и Сани. Од мене поздрав.